Добро вечер и добро ни дојдовте во вечерашното издание на емисијата Тунел. Сексуалното ослободување или сексуалната револуција е забележана веќе во 60-тите и 70-тите години од минатиот век. Во 21 век се чини дека нештата се далеку поинакви. Односно сите оние информации, достапноста и се разбира помошта на напреднатата технологија, веројатно дозволила и тоа како и во уште пораните години нашите млади популации се информираат и запознаваат со тоа што е сексот, што значи сексот и поимувањето на истиот. Но дали е навистина тоа потребно во таа рана возраст? Што да се направи или кој може би научен систем да се одбере за пред се да се влијае на здравјето на младата популација и на нивната навременна информираност околу тоа што значи сексот, сексуалното воспитување и образование, посебно за нивното здравје и за нивниот живот. Модерното време бракот го смета за демоде, а се смета и дека бракот е убиец на сексуалниот однос меѓу паровите. Сите знаеме дека не е се во сексот и дека тоа не е најважен дел од животот, но знаеме и дека сексот е и тоа како важен дел од животот. Правила за сексуална игра во бракот нема. На сопружниците им е оставено да најдат начин и да си го посветат времето еден на друг. Добриот сексуален однос е значајна компонента за среќен брак, сметаат сексолозите. Главно сексот е најдобар на почетокот на врската. Со тек на време знае да стане уште подобар, кога ќе се запознаеме со телото и со потребите на партнерот. Но по неколку години почетниот ентузијазам се губи. Тоа што на почетокот било ново и неистражено, почнува да станува старо и веќе видено. Но тоа не значи дека сексуалниот однос меѓу супружниците секогаш оди во бездна. Младешкиот однос, негувањето на страста и желбата да му се удоволи на партнерот, што најчесто оди со силата на љубовта, е она што го одржува топлиот кревет. Појдовната точка е, сексот не треба да се чувствува како напорно задолжение кое мора да се одработи. Подобро поредок, но квалитетен секс отколку чест и безчувствителен. Најдете начин да ја освежите љубовта, а за добар секс клучна е комуникацијата. И кога телото старее, кога во мислите често се раѓа незадоволството од себе, партнерот е тој со кој што истото може да се сподели, затоа што и кај него постојат можеби истите мисли. Во почитувањето и во добрата брачна комуникација е тајната на хармоничниот брак, во кој сексот сам по себе доаѓа во својот полн капацитет. Интересна тема која верувам ќе го задржи вашето внимание и заради спојот на гостите кои вечерва отворено ќе зборуваат искрено на оваа тема. Имаме два прекрасни млади пара, јас веднаш ќе ги поканам за да ја отвориме темата за која пред малку ви најавив. Велам добро вечер за Јана и за Маја. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер. И благодарам што се озвавте на поканата. И добро вечер за Кристина и за Горан. Добро вечер. Добро вечер, Горан. Добро ни дојдовте. Верувам како што се договоривме, отворено до крај. И ви благодарам што прифативте на вистина да зборувате за една интересна тема. Е секојдневие, е присутна, живееме многу отворено во една нова сексуална револуција, но можеби многу малку. Отворено и искрено се зборува за истата. Вие сте веќе во брак? Да. Колку време? 2 години. Релативно млади. 2,5. А вие што туку и честитки? Да. Предизвестно. Предизвестно време ја запросив Кристина. Спектакуларно, како што тоа обично сега бива во поново време. Големо изненадување. Па изненадување Сосема беше. неочекувано. Како се случи запросувањето? Пошто сме сведоци во последно време на спектакуларни запросувања, дали го пративте трендот? Бевме на некој начин така, сето тоа беше изненадување. Се случи за Великден, каде што имавме богослужба и на самиот крај од богослужбата, пред така група луѓе, ја побарав за жена Кристина. Очекувавте, потоа посакувавте, долго сте во врска? Бевте? Неколку месеци. Аха, значи 3-4 месеци, да. Посакувавме, да, ама сосема неочекувано беше. Големо изненадување. За нејзе неочекувано. За мене да, неочекувано. Веројатно да. Заради краткото време трање нели на врската, но сепак тоа не е пресудно кога сакаме да се споиме со некога, да се сплотиме. Да. Во љубов, така да. Колку бевте сигурни, а сега вака на испрашување строго онака родителски? Некаде. Во одлуката дека треба да се случи дека Кристина е вашиот животен партнер?
бев сигурен и се уште сум сигурен, знам дека таа Драго ми е. Да, дека таа е жената. Бидето за кога се емитува емисија, се шегувам. Да, дека таа е жената за мојот живот. Ја осеќам многу блиску, за кратко време се запознавме. Нашата врска не се заснова на некои страсти или на некои такви моменти. Остануваме во чиста љубов, која што понатамо ќе ни е, мислам, како здрав темел за да може да Заедничкиот живот. заедничкиот живот да ни продолжи, да. Она што е интересно, и вечер реков ќе го зборуваме, вие одлучивте да не бидете, односно да не го вкусите сексот пред брак. Точно така. Зошто? Во денешно време, на вистина, сега веројатно ќе застанат сите вака пред телевизори, ќе чекаат да чујат. Да, значи дека за да се двајца заедно, нели кога си со партнер, не е сексот пресуден во самиот однос. Не е потребно, сето тоа е многу повеќе. Љубов е потребна за да се изградува самата врска, се до самото стапување во брак, кога сето тоа ќе е благословено од Бог и ќе може значи дека понатаму да се продолжи во еден таков однос. Впрочем, јас мислам дека погрешно е кога младите влегуваат во врска избрзано и засновано на телесна похотна, така да ја кажам, однос. Сето тоа е на некој начин сплотување, меѓутоа телесно, на ниво на тело, додека душевното им недостасува. Сето тоа кога понатамо ќе продолжи со текот на годините, доаѓа до една ситуација каде што или младите се разведуваат, или пак има недоразбирања, викање по дома, неубави сцени, тоа сето се пренесува на децата, така да ние мислиме, сметаме дека најубаво е сето тоа да е благословено од Господ, за да можеме да бидеме во единство, како што Господ кажал, ќе бидете едно тело и еден дух. Сакате да ми кажете дека досега сексуално не сте активни во вашиот живот? До сега. Не. Во нашата врска? Не, воопшто. Не сме биле. Јас за мене можам да посведочам да кажам дека сепак живеев световно, дека не сум дека сум светица, но кога го осознав што е вистинското, што е вистината, што е Бог, и кога сватив кај се тука моралните вредности, нели во денешно време, да, и решив да го променам самиот начин на живот. Се покајав за работите што претходно сум ги правела и продолжив напред со верата во Бог и дали кога ќе споделите вашата одлука, имате негодување од средината или едноставно зачудување на вашата одлука? Па малку им е чудно, ради тоа што во денешно време нели основата Нелогично. тргнува се можеби од тоа. Како така, како врската успева без секс. Да. Ама како што кажав и претходно, сексот е само еден сегмент од целата целина, од целата врска. Се плашите дека може, размислувате, ако има разочарување, дали тоа ќе влие на квалитетот на вашата понатамошна врска и заеднички живот? Не. Воопшто. Не воопшто. Бог што соединил, тоа е совршено. Јас верувам во тоа и го живеам секојдневно, така да знам дека партнерот е повеќе од секс. Впрочем, сексот е многу лош збор и во тој збор не се содржи љубов, а љубовта помеѓу младите, мислам воопшто помеѓу луѓето, маж и жена, е многу повеќе од самиот чин. Чин, однос, да. Ајде се од еден друг агол имаме веќе брачна заедница. Оформена, рековме 2 години. Да. Вие стапивте, односно имавте сексуални односи пред да се земете или исто бевте на... Па имавме, да кажеме, една ситуација кога, како и нашите пријатели рекоа, за тој дел од односот помеѓу двајца млади, имавме сознание дека тоа е грев, дека е грешно. Меѓутоа сме луѓе кои што доаѓаме од светот, обкружени со тоа што и спомнавте, работи кои што за луѓето што не обкружуваат се нормални, а всушност се ненормални. И спомнавте и на почетокот дека со таа сексуална револуција која што се случуваше и се случува се уште за жал, почна во Америка 60-тите години, па се пренесе на исток и го опфати целиот свет. Ние сме деца на тоа време, кога растевме во средина каде што духовноста не беше почитувана од средината.
каде што беше битно да бидеме тоа што бара светот, односно тоа што е нечисто. Да го направиме тоа по цена да всушност и не знаеме што правиме. Бидеме дел од за да не бидеме мнозинството. осудени, да не бидеме покажани, да не покажат со прст на нас, да бидеме прифатени од другарите, дури понекогаш и да можеме да влеземе во такви друштва. Едноставно не сме знаеле. И сме го живееле тој живот световен, така да кажеме. Со тоа што во еден момент можам да зборам од свое лично искуство кога осознаваш дека имаш се околу себе, имав пари, имав статус, имав работа, имав пријатели, без разлика вистински лажни, значи имав моќ во околината, имав врски, имав сето она кое што луѓето би рекле да, супер е, добар е дечкото. Меѓутоа, во еден момент кога се соочуваш со самиот себе и гледаш всушност што е тоа што те обкружува и дали воопшто вреди, едноставно сватив дека она што го имав во душата и во духот беше празно. Она што го имав во телото, значи и тоа што светот гледаше, беше дана вистина за допаѓање, меѓутоа Вие се чувствувавте исполнето и среќно. Веројатно ви фалеше нешто. Апсолутно, и тоа не беше тоа еден миг кога го осознаваш, туку едноставно тлееш, едноставно ги гледаш работите. Влезени како во некој матрикс филм, условно речено, правите по дефолт се што треба или се очекува од вас да го правите, сте успешни, а тоа не е она што не е тоа. Ви исполнува или ви дава слика за тоа каков треба да ви биде така, вашиот живот. И бараш, значи, на некој начин задоволства во, не знам, во фитнес, во трчање маратони, во спортски активности, што не е лошо. Се тоа е добро, меѓутоа едноставно уште повеќе и повеќе забегуваш, односно не осознаваш вистината. Односно дека човекот не е само тело, туку има и душа и дух и треба како што го негува телото да ги негува и душата и духот. Колку ви е потребна борба за да се објасните со мнозинството? Нас према нели веројатно многу помалку од мнозинството како вас што размислуваат или едноставно си бараат нешто друго што ќе ги исполни прво духовно, па потоа велеме нели сето останато што не обкружува. Па видете, веројатно без разлика на тоа што мислат луѓето, ние сме растеретени од тоа затоа што ги видовме благодетите од она другата страна, да се живее на духовен начин. Медицината, бидејќи можам, бидејќи вие сте најдиректно врзани и одговорени да ми зборувате од медицински аспект. Како лекар, вработена на клиниката за онкологија и радиотерапија, сакам да се обратам на јавноста за тоа кои се последиците кои што настануваат при рано отпочнување на сексуална активност и именување на сексуални партнери. Како лекари очевидци сме на поместувањето на менструалниот циклус кај девојчињата е сега веќе на 10 годишна возраст, некои девојки се соочуваат со тој природен процес во своето тело. Девојчињата при тоа, односно самото тело е спремно за сексуална активност, но колку е спремна психата, секако ќе речеме не. Не е спремна ни психата, ни самите последици со кои што девојката би се соочила ако преземе еден таков чин во своите рани години. Покрај психолошката траума и чувството на вина, рака под рака одат и разните полови заболувања при превземањето нели на сето тоа многу рано, па и во подоцнешните години ако е нели со менување на партнери. Покрај оние заболувања кои што се лекуваат со антибиотици, постои еден вирус, така наречен HPV вирус, кој што е директно вклучен во етиопатогенезата, односно во настанувањето на канцерот на грлото на матката. Современите студии укажуваат дека се поголема инциденција има на настанувањето на овој рак и тоа во последните 2 декади зголемена е дури до 10% настанувањето на оваа HPV инфекција. И тоа најчесто во младата популација, пикот е 20-24 години. Исто така, ова заболување е и второ малигно заболување во животот на жените, што е една малку застрашувачка информација. Во Македонија регистрирани се 200 до 300 случаи годишно
Така да тоа оди сето во прилог на едно недобро сексуално однесување на младите личности во Македонија. Природно поместување на границата за сексуална активност на младите. Покрај тоа исто така би го спомнала и абортусот како еден немил настан, кој што од разни аспекти не би требало да биде одобрен, бидејќи остава длабока психолошка траума кај жената, покрај тоа може да доведе и до едно трајно оштетување на матката, кое што во иднина не би можело да доведе до второ зачнување. И како едно од најголемите зла во медицината, па и во целото човештво и ХИВ вирусот, кој што ја причинува добро познатата болест СИДА. Така да сега секој еден може да размисли и да одлучи како ќе се однесува натаму во својот сексуален живот и самите родители, порака и до родителите, и да ги насочуваат младите не кон пробајте се е дозволено, видете, сменете, него да поставате на граница, да се соочат со вистината, со реалноста, како од медицински аспект, така и од духовен аспект. Ние не сме живееле, нели кажа сопругот, духовно, значи го сознавме Господ Исус Христос пред 2 години, значи кога стапивме во брак, така и се запознавме. Меѓутоа, животот добија една нова димензија, нови цели, кога ќе се покаеш вистински за гревовите, кога ќе се откажеш од грешниот начин на живот, стануваш нов човек и да сакаш да го вршиш тоа што си го вршил порано, едноставно не можеш. Бог те водат Божите принципи запишани во Библијата и едноставно добиваш нов карактер, богоугоден карактер, но за разлика, за возврст на сето тоа, ја чувствуваш Божјата благодат врз себе. Како можеме да повлијаеме на новите генерации во смисла на како да им дадеме можност да одберат што е вистинско, а што можеби не? Сепак треба да се даде право на избор, дали некој ќе биде премногу навлезен или ќе дозволи религијата да биде комплетно дел од неговиот живот, или сепак има право на избор да живее по некои своји правила, принципи, прифаќање и така натаму, не дека би биле атеисти, но сепак нели не секој сето тоа го доживува на начин на кој веројатно вие го доживувате и го живеете. Веројатно разбирањето што постои меѓу младите и во јавноста за луѓето кои што живеат на духовен начин е погрешно, затоа што луѓето кога ќе слушнат дека некој еве не знам се моли, чита Библија, оди во црква, веднаш констатираат дека тој е забеган, дека нешто не е во ред со него, или уште повеќе ако каже па јас не сум за секс пред брак или имам некои такви морални вредности што се напишани во Библијата, го сметаат за забеган или дека можеби еве ќе се спрема да оди во калуѓери. Сега, она што би требало да осознаат младите всушност е да земат помалку, не знам, да читат од Библијата, сепак е тоа до ден денеска најпопуларната или најчитаната книга на светот. Нема да бидеш забегана која читаш и не мораш да одиш во калуѓери. Никако. Значи можеш, меѓутоа не мораш. Можеш да живееш современ живот, да имаш современа работа, да имаш современ брак, да имаш деца, да имаш пријатели, да имаш сето она кое што си мислиш дека ако тргнеш по тој пат дека ќе го изгубиш. Тоа не е точно. Дури уште повеќе ќе осознаат за гревот, за блудството и за сексот пред брак како грев, затоа што секаде во Библијата, значи уште во почетокот, вие спомнавте сексуалната револуција, меѓутоа уште на почетокот, уште потомците на Адам и Ева вршеа блуд, вршеа гревови. Значи сите тие, меѓутоа Бог ги опоменуваше, им даваше укори. Не им остануваше должен никогаш, за да во еден момент се сеќавате кога Бог го потопи светот и го спаси Ное со неговото семејство. Тоа не се измислени приказки, тоа е вистина што е напишана во Словото и до ден денеска живее. Понатаму се сеќавате за прекрасните градови Содом и Гомора, кои беа запалени со оган и со сулфур од страна на Бог. Зошто? Токму заради проблемот на блудството, токму заради непослушноста и бунтовништвото на Божјите синови, на Божјите деца. И многу примери понатаму. Меѓутоа, со доаѓањето на Господ Исус Христос на земјата и со ширењето на христијанството во светот, луѓето се повеќе ги менуваа своите разбирања за таа појава и се повеќе стануваа, да кажеме, добри луѓе. Односно, таков грев, тој грев беше се помалку застапен. Дури ако се сеќавате и во нашава
односно ние не се сеќаваме, но се сеќаваат нашите предци, нашите баби и дедовци, некои од нив се уште и живи, можат да сведочат дека тие оделе, еве како нашиве пријатели, оделе верени по 2 години и кога во село ќе играле оро за празникот, дури не смееле ни за рака да се фатат. Значи морало преку марамче и така, значи толку било тоа поставено на такво ниво да било сватено како грев дека не е добро да се прави тоа пред бракот. Добро рековте 2015 тие што сексуалната револуција ќе се чудат да си го направи своето, меѓутоа и тоа го пишува во Библијата и таму пишува за последните времиња и за знаците на последните времиња и всушност многу работи што сега се случуваат во 2015 можат да се препознаат. Како можеме да повлијаеме на тоа што е сексуална револуција, условно речено? Значи не можеме да ги ставиме луѓето во ист кош, условно речено. Не можеме да наложиме околу тоа кој како би смел или треба да живее, нели право на избор. Но во секој случај нели поместени се тие граници и велиме дека навистина е поместена границата негативно за сексуална активност на младите и се разбира тоа повлекува, како што велите ви, од медицински аспект сериозни здравствени зборуваме последици кај младите. Но како да се биде дел од целината, да се биде дел од новото време, да се живее во едно поинакво време, не во времето нели на нашите баби и дедовци, при тоа да не бидете гледани како чудаци, а во секој случај да условно речено и успеете колку што можете да повлијаете, но и едноставно дали може со тоа да се направи едно подзапирање, едно враќање на луѓето на тој некаков понормален начин на живот, не менување партнери пречесто, не посебно во нели таа рана возраст, што вам ви се случи како релативно млади луѓе, сте навистина, посебно вие млади, сериозно млади, за да зборувате за нешто што можеби би го зборувале далеку поискусни од вас, кога би се нашле во оваа ситуација. Така, јас мислам дека мудроста кај човекот не доаѓа од годините, бидејќи има сведоци сме на возрастни луѓе кои што неразумно зборуваат, не доаѓа мудроста од годината. Искуство да, меѓутоа мудроста ја дава Бог. Би можеле да влијаеме или пак да тоа да го кажеме на останатите преку пример. Мислам дека тоа е најдобар начин. Би го виделе нашиот начин на живење и би се запрашале како тие постапиле. Што ви попречи во ова ново време на живење, во овие револуции кои ги доживуваме, за да си речете во одреден момент, нели, јас ќе одберам малку поинаку да пробам да живеам? Најмногу кај мене попречи немирот, несоницата, честите заболувања, едноставно се почнуваше да ми смета, избувливост и се прашував, тоа не сум јас. Јас се сеќавам на мене дека сум бил мирен, кроток човек кој што го имал мирот во себе. Меѓутоа со текот на времето, работа, забрзан живот и сето тоа влијаеше врз мене многу силно, емотивно, телесно на секој начин и јас почнав да се прашувам каде е целата смисла на живењето. Дојдов до момент каде што бев буквално како темпирана бомба, малце некој да ми изгрешеше. Избувнувавте. Да, било која тема. Не мора ни да има тема. Битно беше да се докажеш и да експлодираш во секој момент. Бев во таква ситуација каде што и не можев да спијам. Посакав мирен сон и едноставно се случи промената. Побарав помош, Господ ми помогна. Од тој момент натамо живеам друг живот. По едни други правила? Не се тоа правила. Не живеам по правила. Едноставно Бог ми го даде мирот. Јас кога го примив мирот, ја видов разликата. Видов дека тоа не е од апчи или нешто напамет научено. Не треба да се следат никакви, мислам, закони или нешто да се практикува ритуално или тоа е начин на живење кој што го дава Бог. И постои ден денеска, не е нешто заборавено од минатото, него е сосем актуелно. Впрочем, новиот завет Библијата е многу модерна. Внатре има конкретни насоки како да се живее во ова забрзано време, каде што на некој начин ќе може да се смири сето тоа, не може да се врати времето, а не може да вратиме оно кое што сме го направиле, кое што сме го сгрешиле. Имаме избор да се покаеме за сето она кое што сме го погрешиле, а Господ би ни простил веднаш, чим ние посакаме на тоа. Побарав и да, Господ е секогаш тука, како што кажува, чукнете, ќе ви се отвори, да, побарете ме, тука сум.
Од тогаш навамо сакам да го живеам тој живот, се помолив, се молам. Сме ли вистински верници, бидејќи многу често одиме во црква? На големи празници, кога нели има моменти кога треба христијаните да се зберат, не има во многу голема бројка. Значи ли тоа дека вистински, барем вие сте малку повеќе, еве, условно речено, навлезени во... Да, го имате пуштено што се вели Бог во вашиот живот или едноставно ви е присутен. Вистинскиот начин ли веруваме во Бог? Вистински верници се оние кои што даваат плодна вера. Кога ќе видите плод во нивната вера, кога ќе видите мир, радост, љубов во тој живот, праведност, кротост, мирољубивост. Тоа се одликите на христијанин, трпеливост, да врати со љубов, да врати праведно кон секоја ситуација и при неправда, нели да го сврти и другиот образ. Не викаме дека сме совршени, меѓутоа го следиме Христовиот пример. И тоа е патот на еден верник, да го следи Христовиот пример, оставен во Словото, во Библијата. Свеќата не значи ништо. Палењето свеќи, добро, нели одразува еден начин на вера, меѓутоа најбитно е покајано чисто срце кое што се стреми кон жива вера, со молитва, со читање, со покаяние. Имате деца? Имаме 10-месечно бебе. Живо и здраво, да? Живи и здрави да се сите деца. Амин. Како е улогата на родител? Едно е веројатно кога го доживувате нештото за себе, сопствениот живот и така натаму, но кога веќе имате една друга одговорност и друга улога, дали се менуваат нештата? Секако да, меѓутоа се уште не би можеле да зборуваме подлабоко поврзано и со темава, затоа што е се уште нашето дете бебе, меѓутоа со оглед на тоа што гледаме како што се не обкружува и како се времето брзо минува, на некој начин се подготвуваме и размислуваме во однос на воспитанието, затоа што живееме, знаеме во средина во која што не е така духовна и не би не разбрала баш комплетно, така да во секој случај тоа предизвик за нас, меѓутоа сигурни сме дека нема да се откажеме, затоа и дојдовме овде да го кажеме тоа, затоа што сме поривот во нас е огромен, затоа што ја видовме разликата што значи да се живее во грев и што значи да се живее во благослов. Едноставно тоа не води и затоа нема да престанеме да зборуваме никогаш, па дури и на нашите деца. Никој не изборот. Повик, точно така. Повик и до сите родители кои што денеска ги воспитуваат своите деца, особено до оние кои мислат дека се е во материјалното и во парите, бидејќи се обкружувам така доста со луѓе кои што размислуваат на тој начин, во смисла земи си ќерко богат или види да е богата, види да има, види да има наследство и така натаму. Се тоа е супер, значи богатството е од Господ, Он го дава богатството на човекот, значи не го дава негираме. еден комодитет, така не велиме не. Не го негираме тоа, меѓутоа не треба тоа да не води, не треба да се подпираме на богатството, туку на Бог, затоа што тоа во еден момент може да го нема. А ако меѓу тие двајца млади кои ќе се земат, врската е заснована на парите и богатството, тогаш нормално се руши системот. Доаѓаат разводи, како што еве сме сведоци во последно време се случуваат многу често за жал, и сите овие луѓе би требало да се прашаат, да ги поттикнеме да се запрашаат дали може би има некои погрешни перцепции во однос на очекувањето од другата страна и така натаму. Попрво тоа да го направат, отколку да тргнат во осудување и во изговори и оправдување дека сепак не чинел тој партнер, има нареден и така натаму. Така да сите си ги носиме последиците сами од... Кога медицината е во прашање, воспитувањето од медицински аспект, што имаме тука како опција, како избор, да се дадат совети или можеби начин на влијање, на размислување кај оваа помладата популација? Дали имаме можеби некој начин кој го практикувате во медицинските установи и слично, како да се повлие на начинот на размислување на младата популација, која можеби носена од тие револуции, од толпата која нели околу, и тоа како може лесно да залаже помлади генерации или да ја носи во еден правец на размислување и на носење на одлуки пред време, можеме ли некако да повлијаеме, да повторно ќе речем, барем стопираме некои процеси или ги вратиме малце наназад за да може... Па мислам лекарите треба поотворено да зборуваат за последиците и да се развие свеста кај децата
дека сексуалниот чин и не е така едноставна работа, заради тоа што сето тоа повлекува последици најчесто на психолошки план. И подобро се спречи него ли да се лечи. Сега кажав, секој има право на избор и тука се вклучени и родителите кои што може да делуваат во изборите на децата, во нивните ставови кон сето тоа. А како да се биде, ќе звучи малку лошо, меѓутоа малцинство можеби во толпата, во морето. Вие сте барем во периодов капки условно речено, кога веќе Меѓутоа се шириме и растеме. Па кога Господ е со нас. Така За уште поголем мотив, да. да. И за да се посведочат, мислам, за да се едуцираат и другите. потикнувате од патриархални семејства? Не. Не? Не, Не. воопшто. Не. Кога можеби ги пренесовте вашите видувања, менувања на вашиот начин на живот, вербата и така натаму поприсутна во вашиот живот, разговаравте дома? Ве прашуваа дали нешто чудно ви се случува? Да, па Не јас прашуваат, да. како млада личност и студент Бидејќи обратно, нели сега, порано било поинаку, Да. сега е обратен процесот. викам како млада личност, Кој? значи дека и студент на медицина и со сите тие активности и учења, залагања и како младите што сега живеат во ова општество и денес и едноставно имав потреба од нешто друго. Имаше нешто што не ми ја исполнуваше душата. Бев жедна за нешто друго, освен тие вечерни излегувања кога запознаваш некој. Бараш љубов едноставно, ама тоа е само страст. Било само страст. Не била таа вистинска љубов, не била таа чиста љубов и тој темел врз кој што може да се изгради една здрава и успешна врска. А понатаму и брак. Отворено ова како го споделувате со вашето семејство, го споделивте, посебно за вас ме интересира. Па да, Упатени се тие, да. упатени се, Да. не дека Бидејќи ова е филмски, значи обратна ситуацијата. Кога обратно треба до на кое што се гледа да, во вообичаено, секојдневието, во да. секојдневието. Затоа ве прашувам, интересно Свесни ми е сме. веројатно и на гледачите, верувам ќе им биде интересно да го слушнат од Точно. лично искуство. Да. Кога ќе седнете ќе кажете на родител, ќе се одлучив да немам сексуален однос со мојот партнер додека не се земам. Тоа најчесто е Сине, дали си добро? Да, тоа најчесто е во таа тема не се разговара обично по дома. Малку се подзаскриено, да, меѓутоа, ама не е така се тера. директно и искрено. Така да на тоа прашање не би ни морале нешто ние да објаснуваме. Посебно. Ние не планираме да имаме односи. Така да Чаршафче во ред не сме. се бара. Да. Не се бара. Не се бараат Како такви старо работи. време. Родителите си се родители, секогаш ќе ги сакаат децата, како вие сте мислили, како мислите, така терајте да се И кога сакате. ги споменавте табуата, тоа имање одредени табуа, овој пат не зборувате нели за вашата определба или изборот, но имањето табуа прави ли, предизвикували во семејството, посебно кај децата, едноставно носење на неправилни одлуки затоа што не се отвараат работите и не се зборува Сигурно. отворено. Би рекол дека да, затоа што сигурно детето ќе добие најдобар одговор дома од родителите, бидејќи го сакаат, нели, најмногу го сакаат и најмногу би се потрудили да го насочат по правиот пат. Меѓутоа кога постојат тие табуа, децата се љубопитни и тоа го бараат надвор. И тука настануваат проблемите. Сигурно родителите не ги учат денеска децата да се дрогираат. Сигурно, меѓутоа тие тоа го прават. Зашто? Затоа што не биле отворени доволно со родителите да бидат да се развие таа свесност дека тоа не е во ред. Што освен поимувањето или доживувањето на овој чин во вашиот живот или дел од истиот е она што го живеете за да бидете во согласност со духовното живење или духовната исполнетост? Па видете, во било кој аспект од животот, дали е приватен живот, дали е професија, секаде постојат стандарди на однесување. Значи, јас доаѓам од една професија каде што има стандарди и ние мораме да ги следиме тие стандарди. Во медицината сигурно имаат стандарди, протоколи и така натаму. Ами што правиме со приватниот живот? Зарем би бил исклучен тој од стандардизирање, односно поставување некои рамки согласно кои треба да се движиме? Веројатно не. Сексуалната револуција вика да, можете да правите што сакате. Секој може да прави што сака, меѓутоа последиците ги гледаме денеска кои се. Разочарување, болести, депресии, разводи, разврати, убиства, самоубиства и така натаму. А ако живееме
според стандардите животни кои што се напишани во Библијата, тогаш сигурно дека овој свет би бил многу поубав. Ако сите размислуваат по тој начин. Меѓутоа, верувам дека е возможно, меѓутоа знам дека не е лесно, бидејќи јас бев тој кој што не размислуваше вака како што сега зборувам. И знам колку мене ми беше сето тоа туѓо, како што може би му е туѓо на некој кој што сега не гледа. Кој беше клучниот момент што ве натера да го смените начинот на живот? Па да кажам, презаситивте од нешто? Па да кажам неколку можеби клучни моменти, меѓутоа еден битен беше кој што ми беше како порака, односно осознавање, беше една болест што се вика дискус хернија и ја добив на мои 23-4 години. Едно 3 месеци не можев да станам не можев да седам. И тоа беше за мене фрапантно. Од еден човек кој што беше активен, успешен, работи. И тоа ми се случи насред работа. Додека работев и додека мораше нешто да се прати, некој извештај, мораше да се изврши. Едноставно, мојот свет беше работата и тоа што ми гледаа очите. Не гледав ништо повеќе од тоа. Не гледав ништо со моите духовни очи, бидејќи сите имаме духовни очи, само треба да разборичкаме внатре во битието и да се разбудат и да прогледаме со тие очи. Само тогаш тоа ќе се случи. Многу често луѓето ги осознаваме работите кога ќе доживееме некоја неприлика, незгода. Многу тешко да му објасниш на човек кој што тешко искрено да се повлијае. Пак ќе речам, живееме во едно брзо динамично темпо. Напреднатата технологија го прави веќе своето. Кога се борите, нели, наспрема, пак ќе речем, на море, на брзи информации, на пласирање на еден начин на живот кој толпата го прифаќа како таков, потешко веројатно оди овој процес што велите вие на освестување, на разборичкување, ако не дојде во одредена ситуација дадена, да нешто ве натера да застанете и речете што се случува или како во овој начин што јас го живеам, ми треба некоја промена. Веројатно за тоа е помалку трпен тој процес на освестување. Мора секој да го осети на своја кожа тој процес, да осети дека му фали Божјата благодат во својот живот. Дали ви е закажана свадбата? За брзо време, да. Многу ве мислам. Официјален датум се уште немаме, меѓутоа многу брзо ќе биде венчавањето и прославата. Провокација има? Мислите... Провокација во смисла искушение. Искушение? Так. Секако дека има. Млади сте, убави сте, згодни сте? Секако дека има, сепак сме во тело се уште, но сепак е духот тој што е посилен од телото, така да си Извините. Дома заминува. Границата е до тука. Ова е моја раче половина. пуштате по едно раче, се фаќате. се гушкаат, сигурно. Малку да се почегуваме, бидејќи пак ќе речам, да не биде да не добијат поинаков печаток да не добие публиката, апсолутно не ни беше таа замислата. Едноставно сакав да отвориме тема која е невообичаена. Денес дури без малку не се зборува за тоа кога и како треба да станат активни младите генерации. Стануваат, според моје мислење, на вистина многу рано. Како едно заокружување ве сега давам на емисијата, од медицински аспект се потврдува дека прераното влегување во сексуални односи повлекува здравствени проблеми и последици и психолошки на крајот на краништата и сметам дека можеби нешто треба да направиме за да барем го забавиме тој забрзан процес на влегување во сексуалните односи. Не велам да не се стапува во сексуални односи пред брак. Апсолутно, тоа е ваша одлука, кој нели ќе сака да го стори, тоа е негов начин на избор, но барем да се помести границата бидејќи имаме деца, доаѓаат нови генерации. Мене ми е застрашувачки моментот дека на 13 или 14 години може децата да се носат со тој предизвик или со таков чин во нивниот живот. Сметам дека се уште млади, премногу млади, така да веројатно бевте убав, урбан пример за тоа дека сте одбрали еден малку поинаков начин на живот. Честитки за веридбата, честитки поддршка за издржувањето во искушенијата кои ги добивате и веројатно во некоја друга прилика ќе зборуваме на теми кои, реков вака, се специфични. Ве двојата толпата можеби некомплетно ве разбира, но ние за тоа сме тунел, нели? И во оние најмрачните моменти бараме светла точка која ќе препознаат можеби и другите. Па видете, и ние размислувавме, значи пред да дојдеме што е сега ова, значи да не викневте да зборуваме за здрава храна, веројатно тоа ќе поминеше многу лесно, незабележено. ГМО, не ГМО. Да, ГМО, не ГМО. Значи, сега, ако храната е потреба на телото, така и сексот, како што зборувавме, е потреба на човекот.
Е проблемот е што се уште тоа е табу тема, за жал. Иако е револуционерно се случува, се прават разни изопачени работи, има перверзен начин на однесување, постои, меѓутоа никој за тоа не зборува. И кога не повикавте, рековме, па ајде да одиме да кажеме нешто, можеби ќе биде, сигурно се зборувало за тоа, не сме ние пионерите на ова тема кои што зборуваат сигурно, меѓутоа еден поттик да луѓето се отворат по овие прашања и да споделат, сигурен сум дека... Може би има луѓе кои се срамат да го споделат мислењето кое го имате вие, или начинот кој сакаат да го одберат да живеат како што може би сте одбрале вие. Зошто? Затоа што ќе бидат, нели пак и речеме етикетирани во околината дека вие сте навистина чудни во ова време во кое живееме. Напреднато сега ми зборувате за абстиненција, за поместување на граници, имање или немање, или внесување интензивно на духовното, живење на духовното во ова брзо темпо на живот. Така да треба да биде избалансиран. Значи без да сега значи ние сме во брак и живееме духовно, значи читаме Библија, се молиме, меѓутоа сме и во тело, имаме потреба од храна, имаме се она што го имаат и сите други луѓе, значи тоа воопшто не е спорно, само проблемот е да се смени перцепцијата кај луѓето, особено кај младите луѓе, и ќе видат колку е тоа поубаво. Сигурно не може да ме убеди никој ако ми каже дека, не знам, сменил 2, 3, 5 партнерки или партнери и сите тие го изневериле и дека на него му е многу убаво. Или не постои таков случај. Нова тема за емисија. Може да се правиме дека не ни значи, дека не е битно. Значи сигурно не се чувствуваат добро, меѓутоа и нема кај да научат. Затоа што кога ќе излезат во дискотеките, тоа се поддржува. Не, тоа е начин на живот. А кога ќе си одат дома не смеат да зборуваат. И луѓето се потиснуваат и едноставно се случуваат овие болести што ги спомна Маја, меѓу кои најприсутна, колку што јас знам, е депресијата и во Македонија. И сигурно тука има и текако влијание овој проблем, за кој што не се зборува. Ајде да речем дека навистина потикнавме тема која не е секојдневна, е поразлична, ја отворивме и веројатно ќе има различни реакции, што ќе ни биде драго, бидејќи тоа сакаме да го постигнеме. Вие, драги мои, ако постигнавме да размислите за вашиот начин на живот, дека имате право сепак на избор и да го направите она на крајот од денот што ве прави вистински исполнети од срекни, мислам дека сме завршиле голема работа. Па каков и да бил вашиот избор. Ви благодарам и Ви благодарам многу за присуството, за отвореноста и искреноста и во секое време, па и на друга тема. Честитки уште еднаш, брзо свадба. Брзо. Ви благодарам.